Со воведни обраќања на бранителите на обвинетите продолжи судењето за крвавиот четврток. Адвокатите на поранешниот прв човек на Бирото за јавна безбедност, на пратениците кои ги отворија собраниските врати и на организаторите на протестите, изјавија дека нема докази за делото за кое се товарат и дека можат да го докажат тоа. Адвокатот на обвинетиот Митко Чавков, Сашо Дуковски, рече дека за извлекувањето на пратениците од салата бил заслужен неговиот клиент, а надлежни за справување со состојбата биле и министерот за внатрешни работи, како и началникот на специјалните полициски сили. Според бранителот Донче Наков пак, не постоела умисла за сторен тероризам, а како аргумент ги искористи и кариерните достигнувања на своите клиенти. Сметам дека во текот на постапката ќе се докаже дека никој не знаеше дека на 27.4. ќе биде избран председател. Колку што се сеќавам, ниту вие како медиуми го немавте тоа како некое сознание дека ќе се случи на конкретен ден. Така што, како може тогаш да имаме организација и организирано постапување? Надвор од тоа, каде се ингеренциите на министерот за внатрешни работи? Пред почетокот на расправата, правната застапничка на Митко Пешов, Павлина Зефиќ, побара од судот да реагира до затворот зашто притворените се испраќаат на судење без храна и вода. Им се доставува пакет со храна и со вода. Го известивме судичкиот судија и од негова страна ни беше витано дека ќе има реакција до КПУ затвор Скопје, но и денеска праксата продолжува иста, пошто следуваше повторниот приговор кон судичкиот судија, затоа што тој е должен да ги заштити притворените лица и да се грижи за достоинството на притворените лица. Сите ги знаеме условите во кои што тече овој судски процес. Судиката Добрила Кацарска реагираше за недоличното однесување на дел од обвинетите и му нареди на Борис Дамовски да ја отстрани гумата за џвакање и да престане да го вознемирува судот со своето смеење. Во постапката за крвавиот упад во собранието, обвинети се 31 лица за терористичко загрозување на уставниот поредок, а 2 за помагање. Судиката Кацарска закажа вкупно 37 термини за главната расправа.